За обединување не се потребни гласни повици на оние кои упорно не делат. На критизери, оптоварени од губењето на примат. На опортунисти кои лутаат, а во историскиот контекст намерно ги забораваат вистинските величини. Македонија сама се обедини. Македонците покажаа дека сакаат да победуваат. За да биде горда, на татковината не и се потребни камени монументи, бронза, мермер. Ниту еден, ниту друг лидер. Доволни се една топка и 12 храбри срца. Бидете сложни и вие како нас. 3-4. Македонија! Да живее Македонија! Спектакл кој го јакне македонскиот дух или партиска парада во комунистички манир. Секој може на свој начин да ја толкува прославата на денот на независност. За вкусовите сепак не се дебатира, но простор отвараат пораките. Некому тие се тестаментални. За некого лошо искомпонирани пасуси од психотерапевските лекции на Скот Пек, Огмандино и Робин Шарма. И покрај тоа што тврдеше дека си го отвара срцето, премиерот покажа дека таму баш и нема многу простор за оние што не ги прифаќаат неговите вредности. Верувајте дека кој нема да го свати ова, ќе биде оддуван од ветерот на промени, ќе биде соочен со проблемот најпрвим помеѓу своите, а потоа и од останатите и ќе исчезне. Во сенка на празнувањето се направи обид да се скријат длабоките траги што беа направени врз грбот на неколкумина работници од градежното претпријатие Мавро. На само еден ден пред 8 септември, обвинителството се повлече. Наместо да бара пресуди за геноцид и за воени злосторства, Шврговски препорача слобода. Автентично како што се договори Ахмети и Груевски. Сега, наместо тоа да го бараат убиците, го бараат семејствата на настраданите. Милост од власт. Заврши. Фала и тако решил судот. Господин Джамили, дали мене некој ме прашал овие години колку слазе ја имам изронато, какви ноќи, какви дано ја спивам. Многу тешко. Немам да се помирим ја со твоја судбина никош. Апел до политичарите имаме да не се меша судските постапки. Истата молба ја упати и Брисел. Не било проблем само името. Судството, администрацијата, корупцијата, слободата на медиумите и генерално нецелосното спроведување на реформите. Никој повеќе не сака да филува. There are shortcomings in a number of areas. Stronger measures are needed to ensure that in practice judges and civil servants are recruited on the basis of merit. The legal framework on corruption is in place, but there are weaknesses in implementation, and it remains a serious problem. The developments in the media raise many questions. Let me state very clearly, freedom of expression is a fundamental right. Барајќи спас од критички настроените европјани, се вртиме кон другите. Купуваме автобуси од Украина. Двокатни, носиме со брод од Кина. Никола Карети са турците. И тие дојдоа. Ни го изградија аеродромот и несомнено направија прекрасно здание. За да биде со сите нишани, не почестија и со Джебен Александр. Премиерот во протоколот објасни дека империјата сторила се за да му го направи кејф. Баш тие денови имаше ифтар во Македонија, во турска чаршија, и дојде председателот на компанијата на ТАФ и најголемиот акционер на компанијата ТАФ, дојдоа за специјално за ифтарот, и еве почнаа да ми вадат наслови и велат Никола Карети са турците. Кога го слушнаа тоа, почнаа нешто да се зборат по турски
и ми се обратија вака, велат вака: како и да биде, поминала или не поминала кризата, давале или не давале банките пари, ние најкасно на пролет за 6 месеци од сега почнуваме градба на аеродромот, па макар парите да ги вадеме од собствени джепови. И така и бидна. На крајот, цела една недела се обидуваат сите нас да не стават под истото сонце. Тврдат дека Македонија веќе 20 години го живее својот сон. Забораваат дека од 1991 година Македонија е јавна, а Европа и НАТО се новиот сон. Длаво.